овозможено од Меркур Македонија. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Ова е нешто конкретно, вие сте на Телма, а ние сме во хотел Лимак. Денешната тема е озборување, а токму тоа ќе го правиме во денешната епизода. Ќе ги озборуваме и мажите и жените. И на крајот ќе го решиме историското прашање. Кои се поголеми озборувачи, мажите или жените? Ќе си го фатиме муабетот за деманти, клевети и тужби. На оваа тема имам компетентни, озборувани, но и гости кои биле намерни поттикнувачи на трач муабети. Бидете така, ги најавува. Таа е компетентна за темава, бидејќи е една од најозборуваните личности во земјава. Што кажала, што облекла, каде била, со кого била? Агнеса Органџиева, поново инфлуенсерка, инаку правник и мајка на 2 ќерки. Тоа што нема да те убие ќе те направи посилен е нејзиното животно мото, кога станува збор за озборување, коментирање, предрасуди и осуди, од кои и те како била дел. Автентична и оригинална. Овде и сега. Мајка е на Ијан, Нора Шакири Марковиќ. Неговото остро фотографско папарацо око има фатено многу јавни личности во незгодни изданија, совршени за трач муабети. Еден од првите бестрашни папарацо фотографи во земјава. Денес успешен и како фотограф и како режисер на спотови и реклами. Дарио Јанковиќ. Што е клевета? Кога можеш да покренеш тужба за нанесена душевна болка? Штета на честа и углед. И дали правно можеш да се заштитиш од озборување и ширење невистини? Гласот на разумот во емисијата е адвокат Трајче Арсов. Добре ми дојдовте. Добро ве најдовме. Добро. На почеток прво вака кај адвокатот ќе се обратам со ова прашање. Дали ако однапред јавно се извиниме за нешто што ќе кажеме, автоматски се поништува објавеното? Секако дека не, затоа што можеме така да зборуваме било што, да кажуваме најразлични невистините тврдења за другите лица, меѓутоа ако некој изгреши, нели доблесно е да се извини, но тоа по дефолт не значи дека автоматски он се ослободи од било каква одговорност. Тоа значи да внимаваме што зборуваме во превод, нели? Па секако дека треба да се внимава, меѓутоа како велат, нели човек греши некогаш намерно, некогаш ненамерно, меѓутоа ако сгрешиш доблесно да се извиниш. Сега ако се извиниш, тоа е многу битно во правото, бидејќи се цени како добра волја, добар гест и тоа значи многу за доместување евентуално на идна штета кај тој што се осеќа повреден или загрозен. Добро, да не бидеме толку сериозни, може на почетокот. Добро. Ние што секако ќе не оговараат после емисијава, така да тоа ни е целта. Се извиниле, не се извиниле, едно те исто е. Значи, ама препорачуваш да се извиниме. Секогаш. Добро, ајде, се извинувам. Под услов ако има основа за таква работа, ако нема. Ја однапред да си кажам, добро. Ајде вака сега да започнеме со дискусијата. Обично кога се озборува, секогаш се одни со една поговорка која што вика за добриот конј прашања се крева. Сега моето прашање е, дали навистина оној кој што е озборуван секогаш баш толку многу вреди, па го озборуваат заради тоа што вреди. Ајде, Нора. Ја ќе се задржам на озборувачите, озборувањата и ситуациите во Македонија, бидејќи нели Како? тука битисуваме. Да, стои муабетот дека зад добар конј прашина се дига. Ама можам да ти кажам дека во Македонија оговарање или ти озборување е дисциплина секојдневна, као гимнастика. Од сабајле стануваш, се размрдуваш, така вилица се размрдува уз кафе, бурек, јогурт од сабајле на работа и слично. Уз мљацкање. Уз Мљацкање. Уз мљацкање, да. И клацкање у фотелја, у канцеларија. Добро. Свашто сум се изнаслушала за мене. Ама не можам да ти објаснам. Дел од работите ме погодиле, морам да ти кажам, затоа што знаеш како, кога ќе почнат да мешаат фамилија, дете, едно друго, онда тоа боли, нели, затоа што и сум мајка, и сум сопруга, и сум сестра.
ама генерално што се човечки ум може да смисли, тоа е страшно. Знаеш како психолозите викаат дека озборувањето ти е скоро еднакво уживање како храна и имати секс. Аха, така. Така да, веројатно тоа е. Добро, Дарио, дали тој кој што го озборуваат секогаш баш толку вреди па да биде озборуван? Па се служувам со Нора дека да. Пообично тој што вреди поиќе нели озборуваат него некој што не вреди. Тој што не вреди има зашто. И тако човек како оговарат нема тежина целиот муабет. Друга е тежина која вреди некој, па го оговараме, тога добива муабетот смисла цела. Си добива целина, нели? Добро. А што вика Нора, сум се изнаšол ја, мислим, разни глупости и за мене. Ќе дојдам до вас лично, имам за вас прашање. Добро. Да, сега да слушнеме за дисциплината оговарање, дали навистина ја оговараат само тие кои што вредат? Мислам дека да, и не за џабе нели таа поговорка За добриот конј прашина се така треба. е. И се уште се применува, еве и прашањето нели до тебе, и ја мислам дека е така сепак речи конј грациозен, убав, јава. Едноставно магара кога ќе се појави од страна, нели? И тоа е тоа. Добро. Како е во вашата адвокатска фела? Дали секогаш се оговараат оние кои што вредат или се оговараат и оние кои што не вредат? Јас тргам од тоа дека кога некои двајца оговараат, тоа обично е нели празни разговори или губење време, зошто би губиле време за некој кој што е небитен? Или ќе го оговараме некој што е небитен? Сигурно нешто битен. Или на некого од нив му е битен, па сега сака да го девалвира или да го деморализира, па ќе го оговараме пред другите за да му даме помало значење. Али за мене сигурно е битен, затоа што ја губам време за него да го оговарам. Така, добро. По таа логика би требало да е битен. Значи, заклучивме дека дефиницијата за добриот конј прашина се крева е вистината. Така, тоа е вистина. Знаеш како, кога се оговарам, да се посвети едно саат време на сочно се збори и на крај се заклучува, односно се завршува со мамот, не битен на човекот. Да. Па, кој не битен, што му посветува саат време, човече? Значи, истроши саат време, вилицата заболе, гласти се фати, се изнервира, се енергија потроши. Не битен. Не битен, да. Така да. Добро. Значи има класификација на оговорување. Ајде. Да, па да. Значи, ќе дојде нека обична комшика со комшика ќе се оговара, на пример, ќе оговарат втора комшика, ме сваѓате. Или ако дојде некој собственик на фирма, не знам, со некој друга видна личност, тоа е веќе поозбилно оговарање, ме сваѓате, пошто ни ќе оговарат некој, не знам, може председател ќе го оговарат и некој друг што ме зема работа, да ме сваѓате. Затоа тука е за квалификација на оговарач. Овие големите оговараат, овие комшивките трачарат. Така му доаѓа. Сега, зашто оговараат најчесто? Односно, каков тип на луѓе се тие кои што оговараат? Значи, несигурни се во себе, завидливи се или се љубоморни, или пак ете така само да се исплакнат устата за да не им се исуши? Сите оговарат. Сите оговараат? Сите, ја не знам човек што не оговара. И несигурни, и љубоморни, и плакначи на уста. Знаете што е разликата? Само темата. Темата. Да, само темата. Например, двајца мажи кога е седнат, они мора пред некоја жена да оговарат. Она например да е најубава и најдобра, они ќе му најат мана кречат. Па што знам таму нешто, не е добра фризурата, зошто ти не го сакала. Така мажите викаат, сериозно. Така викаат. Сериозно, мажи се поголеми оговора, јас со македонски и хрватски уште него. Мажи се поголеми оговорачи од жените. Агнеса, каков тип на луѓе се тие кои што оговараат? Љубоморни, завидливи или онака? Гимнастика си прават на устата? Љубоморни, завидливи, празни значи во душите, несрекни, по домот, фамилија. Едноставно кога ќе се појави значи некоја особа како Агнеса, Нора, појавата само мислам што ќе видат едноставно од домот го пренасочуваат, мислам дека најднаш на искача мене вако на портал. Ме гледат мене облечена, дотерана, средана и одма нели однатре ти доаѓа некој гнев, не знаеш зошто. Треба да размислиш, значи подобро би било да го прекинеш тој гнев, да ставиш еден лајк, срценце на сликата. Мислам дека посрекна ќе биде особата. Добро, значи да се борат
Мора борба со душевниот мир, значи со душата на нас. Ставајте лајкови тогаш кога ви иде да оговарате. Стај лајк, не Најмногу. пиши коментар. Борба, Добро. Ти, што мислиш, Нора? Какви се тие човечиња што оговарат? Јас сум оговарала. Ајде да бидам искрени. Добро. Сад да не збориме уракавици овде, сад дека ние збориме за темава и сите други оговараат, само ние четворица овде никад уста не сме отвориле. Сега не е темата така. Апсолутно, да не се лажеме. Од искуство. Мислам, сум оговарала. Прво е тоа оговарање, малце звучи грубо. Добро. Сум правила муабет со пријателки, со колешки, за Снежа, за емисијата. Стварно си ме зборела? Да. Ма покажи дека позитивно си ме зборила. Па и сум кажала дека некои работи не чинат, ама тоа не значи дека е Кажи што оговарање. не чини, многу сакам Тоа кога ќе заврши, кога ќе заврши. Гледаш кај се качи се. Кажи ми што не чини. После ќе збориме што не чини. Гледаш, јас не се наљутив и тоа Шал. сакав да прашам. Значи, дали доколку Шал. некого го оговарате во позитивна смисла на зборот, може да се подразбира како оговарање. Со самиот факт дека ние не само што сме јавни личности туку, ми се чини дека секој граѓанин на светот денеска стана јавна личност затоа што имаме Инстаграм, затоа што имаме Фејсбук и што ја знам други социјални мрежи. Ние сме изложени сите, а бираме како живееме, ние бираме дали ќе бидеме изложени или не, на оговарање, тоа значи дека нас луѓето не оговараат. Сега, мене повеќе ме оговараат затоа што сум јавна личност и 23 години се бавам со јавна работа. Што да ти кажам кој оговара? Јас сум слушала како оговараат и луѓе кои што имаат основно образование, значи и луѓе кои што се тако речи интелектуалци, кои што се фалат со своите дипломи, магистратури, докторати. Значи не постои човек кој што не зборува за другиот. Само озборувањето да не влезе во доменот на клевета, да ти наштети, да ти затвори бизнис, да ти затвори, не знам, да ти расипе брак и така натаму. Тенденциозно да не биде за да ти наштети. Меѓутоа, ја не сум човек кој што коментирал, например, на Фејсбук, да коментирам за изгледот нечив, или никогаш. Или за припадноста, етничка, сексуална, религиозна, или појма немам каква врска влегол. Никогаш. Ако коментирам за емисијата јавно, коментирам за твојата работа, не коментирам за тебе. Значи, тука е разликата. А на Фејсбукот можеш да прочиташ све и свашта, па и не знам, дека ја и сум се развела и сум се премажила и не знам што све ми се десило живот. Дарио, ти ја начна темата за тоа дека за тебе зборувале. Ајде да слушнам сега од сите вас со што си ја плакнеле луѓето устата со вас, значи со какви коментари, што има слушнато за себе. Само имам слушна за се и се што, не знам што имам Нешто слушна. кажи ни така најсочничко. Нешто, мислим, ништо не ми сметало, Добро. што сум слушнал никогаш, само едно не беше прифатливо кога слушнав од еден политичар дека сум геј. И ја Ама јам од кај чула за испада? тебе дека си геј. Да, Стварно. мајке ми то не могу да прифатим никако, а друго. Мислим, не сметај они мене ништо, ме сваќаш, јас поштувам секој си има свој правец, свој живот, не ми смета ништо буквално, али мене лично ми смета за ме така некој да ми А добро, си требал некаде да се оправдаш дека тоа не е така, да мораш да демантираш на Не сум се правдал прв пат сега го спомнам тука кај вас во емисија, не сум никогаш, пошто не сум се осеќал така, не сум потреба тоа ме сваќа. Добро. Сега пошто на муабетот сме тука и а иначе како што кажа Нора преге, ми сметало кога у цела приказна ми ја меша фамилијата, бе. Мислим, што нема смисла. И тоа веќе не е озборување, тоа преминува у врејање, Злобно е веќе. Злобно нешто што стварно не е окей. Клеветење. Да, баш. Агнеса, ти за што Истото, се имаш да. слушнато за себе? Кои се најсочните Верувам за оговарања? себе. Некого на почетокот читав коментари, да. Добро. Боли. Едноставно сваќаш, доаѓа до некој момент каде што викаш мирот каде, деца имаш дома, поголемата керка ми викам, мамо, само тоа ти е најстрашно, дека не читај и толку крај. Затварам страница, после што вика децата вако ми ги фаќаат. Тука веќе збеснувам. За мене викам што сакате зборете од лошо до најлошо, али децата само да не ми ги припата. Сепак тоа е, нели? Добро. Тоа е најболната точка. Добро, Нора, ќе ни кажеш некои сочни детали од тоа што си слушнала за себе за озборување или не ги? Свашта.
Леле, многу, значи, глупост до стварно глупост многу. баш. Многу. За мене има, мислам, сум слушала луѓе кои што јас седам на маса со колега, позади мене на другата маса. Си го слушаш името. Не, јас си го слушам името, они како мене ме говорат. Значи беше јас и Бени имаме уште еден брат, Денис. Он живее во Холандија од 91 година и многу, мислам, луѓето знаат дека ја и он имаме брат, меѓутоа има такви кои што Не знаат. не знаат. И имаше сериозен муабет дека Нора, не знам, тогаш сум имала некаков дечко, па со тој сум раскинала и имам нов дечко кој што не е од Македонија и сосем случајно го носи истото презиме како мене. Брат ти. Тарараран, тарараран. Докаде одат муабетите? Мислам, како ја ти кажеш. Знаеш, Како е таму во вашата фела? Што си слушнала за себе? Јас да ти кажам, толку ми се небитни тие оговарања. Добро. Може би ме оговарале, али не стварно вистина не се ни сеќавам, дури ја се обидувам додека они одговараат, другите одговараат. Јас се сетам што ме оговарале. Ништо не се сеќавам, нешто што е побитно што ми останало в впечаток или усеќавање, па сега да споделам како интересна досадка. Но прво кој ќе видиш кој оговараат и дали можеш да оговараш, мислам, сите оговараат генерално. Меѓутоа какви се тие луѓе што оговараат? И дали се доволно исполнети со себе или дали имаат свој личен живот за да им трошат време за други? Тоа нечесто се луѓе кои што не може да зборуваат за себе, па мораат да зборуваат за другите. Така. И сега, пошто јас не можам да зборувам за себе, ќе го губам времето да зборувам за другите. А зошто не можам да зборувам за себе? Затоа што можеби не сум реализиран како личност, можеби не работам на себе, на фамилијата, па сега наместо да споделувам тоа ја што сум постигнал, што сум направил, па ќе зборувам за другите што направиле или што не направиле, а требало да направат. И го губиш времето на други луѓе. И сега ти ако се осврнеш постојано на некој што тебе те оговара, ти си го губиш времето за кој што тебе ти го одзима вниманието од целта кај која што си трнал. И нели како вика, тако ти се вртиш кон сите што постојано фрлаат со камија кон тебе. Така. Како Ти немаш имаш уште таа една? целта. Како беше кучињата лаат, караванот си Сакам да ја парафразирам, да не биде буквално или да не точно иде. како значи. да, ама знаеш како постојат моменти кои викаме, да, еве, кучињата лаат, караванот си врви, остави го тој што зборува, меѓутоа, знаеш како некогаш тие зборувања знаат да направат, кажав и пред малку голем проблем. Така. Остави го него не вреди, остави го овој не вреди, не му обрнувај внимание. Ај сега немаш да се бавам јас со адвокати, тужби и така натаму. И кога на луѓето не им покажуваш во дадени ситуации, кога е сериозно оговарањето и станува веќе доаѓа на штета, кога не му покажуваш на човек докаде му е овој, како се вика тоа? Цртава, докај треба да застане. Црвена линија. Апсолутно. Онда Добро, тој иде дале и дале. Која е тогаш реакцијата на таков трач по зборување? Па сега ова што го спомна Нора, Ставаш дека- се подвлекуваш линија или што правиш? дека ќе Или Идеш дале. игнорираш. Добро, тоа е еден начин, ајде сакам да слушнам повеќе начини на реакција на трач. Игнорирање е еден. Друг, Без. без да се извикаш ти или Јас. ти да се извикаш, добро? Друг начин на реагирање на трач? Мене единствен начин е да ја смири жена ми, сопругата дома. Иначе јас сум фитил. Па чекај, или си геј? Имаш ли жена? Имам, да. Еве ти проблем сега. Са што ги одговараат? Готово. Оговараат, пардон. Значи, сопругата тебе те смирува. Да, она ме смирува, ти знаеш, јас сум фитил одма пала. Добро. Нора, ти имаш некогаш изреагирана баш онака? Да, јас имам побарано демант. Така, дали е добар начин да се... Да се пушти мој демант? Затоа што имав ситуација која што ми се случи додека бев директор во театар комедија. Каде што извика сите, мислам сите, тие кои што решија да се бават со мене, дека сум вршала мобинг, дека не знам што сум правила. Да, у театарот наспроти оние кои што сите беа среќни затоа што јас во тој момент ја менаџирав целата ситуација таму. И пред да дојде трудовиот инспекторат во театар, веќе на порталите беше, да не ги именувам, се разбира кои, беше веќе објавено дека јас партал ја направам. врз работин. Мислам, да. Се чека малце. Океј, информацијата од негде стигната, како е стигната, океј, знаеме, сме се бавеле со новинарство. Јас побарав да се пушти демантот кој што се испрати преку мојот адвокат
Можеш да замислиш дека демантот не го пушти. Ајде еве, оваа ситуација, значи испратен Да. демант до медиумите, зошто не е Да. пуштен и дали тоа е некакво дело, не знам. Ова со демантот е многу нормална и логична реакција и баш така и треба да се постапува во ваква ситуација. Се случува многу често да кога ќе пратиш демант да не го објават, меѓутоа тоа е право на тој што ја изнесува тврдење за невистините факти, ќе изнесе тврдење, не сака да објави демант, негово право. Потоа ќе побраш и да се извини за тоа што го кажа. И тоа може да не го стори. И следно ти останува е да поднесеш тужба. Добро, во кој случај се поднесува тужбата? Значи, кои услови треба да бидат исполнети за да поднесеш тужба? Ајде малце стручно да слушнеме. Па доволно е да има невистиното тврдење, Добро. меѓутоа не секој невистиното тврдење се смета за клевета. Значи пред се мора да постои лоша намера и при тоа таа лоша намера да влие на повреда на честа и угледот. Сега многу од јас мои клиенти што сум ги имал, слушнале нешто невистина за нив, сакам да тужам. Добро. Меѓутоа ајде да видиме дали постоела лоша намера. А Кој ќе како бараш се како да ја утврдиме наоѓа таа лоша намера. Јас знам дека он ме мрази, ама како ќе докажам? Ама тоа не е клевета. Па што е? Омразата како омраза Не, може он мене ме да мрази оди во и доменот на навреда, тенденциозно меѓутоа пишува лошо за мене и јас сакам да го тужам, затоа што знам дека има ако е тенденциозно веќе лошо. тенденциозно и очигледно, Кажува тоа. Се докажува? контекстот се цени на искажаното, каде се кажало, дали имало тоа, дали било тоа рефлексна реакција, дали претходно имало против одговор од тој што бил нападнат. Пример, ти имаш за некој друг зборуван, после тој ти одговорил со невистините. Ова многу, затоа Дали е викаат тоа- не се бави со адвокат. Дали е кажано Не, на да. медиум и не е на медиум Таман си. јавно. Така? Па таман си, да. И нормално треба да има повреда на честа и угледот. Сега, од кога ќе се утврди дека навистина имал лоша намера кај тој што изнел невистините тврдења за факти, за тебе или за било кој друг, ти нормално немаш друг начин да реагираш, освен нормално ќе му побараш прво да демантираат, јавно да се извини, извинај. нема да го стори тоа. Ќе поднесам тужба. Не се слуша нешто, кажи си го поминала ли тој процес? Ако се Чекај да слушам. Кажи си го поминала. За Нора сакам да кажам, моje мислење дека премногу не ги слушала горните и И затоа ова. да, Ама после тоа тужба и добиена пресуда. и затоа демантот не ти е Не ми е објавен, објавен. да. Добро, небитно што не се објави демантот, битно е што се доби Што пресудата. се глупи, тие се ни послушници, ќе си ги стават, ќе се завршат работата, овие што ќе се патнали по-паметни, ајде нас. Така. Ти си била во ситуација да сакаш да поднесеш демант или можеби си напишала демант? Не, демант не, само знам дека еднаш за фокус имав нека така изјава нели моја за целокупна ситуација, нешто се исподешава нели од минатиот период и порталите превзема и почна сето нели ја да сум многу пишувана медиумски. Јас за себе лично кога станува збор, кога се пишувало, рековме свашта, се зборувало свашта, не сум од вчера во оваа приказна. Не се бавам со деманти, меѓутоа кога станува збор за мојот професионален ангажман, за оно што го работам, поготово кога се работи за национална институција, тука нема, знаеш, тука дефинитивно треба да се оди со демант и дефинитивно ако не се, како што не се објави мојот демант, одиме чекор дале, а тој чекор дале е суд и се разбира кога си во право, онда си во право. Пред Така е сега. Ние сите сме биле од другата страна. Така, ние сите сме биле од другата страна, меѓутоа тој таму предизвикал многу трачеви, направил многу папараца фотографии и сега ќе прашам дали си се соочил со тужба зашто си објавил некоја фотографија или некој сакал така да те слушне, да си направи муабет со тебе. Па не, јас бев паметен папараца. Си ги договарав мање више работите. Мислим, не сите тамам работа. Добро. Па да, имало реакции на фотографии, на пример, и самата на пример ситуација во редакција. Да, фотографираш, имаш одредени фотографии, се договараш со уредникот, ова фотографија да не оди, има проблем од пеач, од пеачката или
веќе колку Ама тогаш смо професионализмот и тоа што нели ти вика, ти си сепак папарацо фотограф и би требало нели да ја покажеш фотографијата која што ќе предизвика најмногу внимание, што значи Да, дека најмногу професионализмот внимание, и ама да она не што заврши- ќе речат. најмногу внимание, ама да не заврши на суд. Сте биле предпазливи. Па да, до сме крај. избегнувале секогаш тоа, нели. Не дека не сме, јас сум бил долго години фоторепортер на Свет, на магазинот, меѓу да. првите репортери во Македонија на такој еден жут печат, ме сваѓате, кај што нас само не интересираше папарацо фотографија, да фатиме некој разговен, да фатиме некоја незгодна поза. Значи, сме имали реакции и муабети, ќе ве тужиме, вака ќе ви направиме. Како се вадеше? Се извинуваш? Еве, јавно си се извинуваш, Па да, извини. па ќе му сеевме, ќе се извиневме, ќе ги викневме, ќе разговаравме, па пуштавме и деманти доста пати дека гледавме. Како изгледа демант на фотографија? Многу ме интересира. Јас како фотограф се извинувам дека те фатив тебе во непријатна поза. Многу ме интересира. Дефкавме го, па ќе го облечеме. Не, на Зошто не сте толку доволно фотошоп? не, на фотографија не можеше нели да се направи демант, али на текстот по стечка што беше ќе се демантираше, ќе се исправеше текстот, нели ќе се извиневме како редакција, али одно со фотографија Бук поел магарца. Отишло више. А закана некоја баш онака да си бил. Не сум имал, да ви кажам искрено сега, да не лажам, не сум имал закани од никого. Нешто посебно така. Сем некоја пцовка, нешто и... Сум се навикнал на Да, лајт тоа, варијанта. мислам, тоа е нормално, тоа е нормално. Не, уствари, сум имал еднаш закана. Кажи, знаев дека имаш нешто. Да, не, да кажам, нема врска со папараца. Може да кажам? Да. Една интересна ситуација имаше у Битола. Не знам, јас се најдов на место, на едно место, не знам, у време може кога не требаше да се најдам таму, а сум бил таму и само тоа памтам дека сум бил таму и имаше една манифестација во Битола. И некој довел на таа манифестација дека има бомба и тоа се растурило све, ме разбирате. И мене наредниот ден ме викат во полиција во Битола, сидам јас таму. Здраво, вика Дарио, кај беше ти вчера во таму на 17 часот? Мене не ми текно да ме утебаш, кај бев во 17 часот вчера. Ја бев стално по улици, фоторепортер намо, кај знам 17 часот Да, те има кај бев. сегде, да. Да, се бил ти вика кај фото Илчо. Да, таму сум бил. Стварно сум бил таму, ми текна. Дали си видел дотичен тој господин таму? Ја пробам сетам, не сум видел. Ај пробај сетис дали си прел муабет со тој господин. Не, викам, со Илчо фотографот себе моја, не сум видел друг никој, мислам ќе ми текнеше да со некој друг муабет да правя. И добро. И тој испаѓа уствари дека тој што дојавил дека има бомба, вика викал Дарио? Не, он вика не, јас тој период со Дарио правев муабет, а тој уште не беа толку распространети мобилни телефони и нели пред пошта у Битола имаше и говорница телефонска. Он фактички од говорница се јавил дека има дојава за бомба, видел мене дека сум кај фото лично доќенот унутра, правев муабет со Филјанчек, со тој со Дарио правев муабет. Наместија и? Да, ја имав закан едно, па што да ви кажам, па добра година. Ке ми дојат гости од Црна Гора, нешто спот снимаме, пејачи, ние на Широсокак шетаме, он по мене трча. Ке те убијам вака, ке ти направам. Дојшо полиција да каже дека правевме муабет, да ви човече, како да му кажам нешто што не е, сега. Така да дека сведок за нешто што во Да, суштина Да, тоа е на погрешно време, на погрешно погрешно место. место се најдов и имав, да, стварно имав А доста работата ти време. била таква да ето. Пак Може повторната врзот со... Не, ја пак бев во рок на службата со фотоапаратот, бев нели пак нешто фотографирав, работев, човекот ме виде, нели и си рече сега ќе искористам неговој целен по улици. Нема да се сети. Добро. Исто од тебе тргна муабетот, иако на почетокот во најавата беше кои се поголеми трачари од мажите и жените, ти рече мажите. Агнеса, твоето мислење какво е? Значи, статистиката е на страната на мажите, сакам да кажам, меѓутоа... Јас од лично искуство, значи жени, дефинитивно. Зашто најчесто оговараат жените и дали позлобно оговараат? Јас имам некој затворен круг, нели, на пријатели, али тоа што го читам коментари, да речеме ништо не ми познаваат девојки, си даваат, нели, право на озборување. Што сум облекла, зашто денеска вака, зашто така. Имаше на ситуација, пример да давам, читам девојкава, значи, беше поврзано нешто со моите деца, зашто јас сум изгледала кој што изгледам, моите керки биле, нели, пополни, едноставно, така сакам да биде, нели.
Девојката гледам, седам на во едно кафеле, пијам кафе со другаркеве и си погодува истата девојка пред мене. Видим, вика Агнеса, органџи, викам да, повели, и викам може една селфи, викам вака, викам девојка. Први ќе седнеш со мене, да, ќе викам ќе спиеме едно кафе, да ме видиш суштински, викам која сум и каква сум, а не нели по една слика ти да даваш нечисти мислења. Седна иначе девојката, пиевме кафе и викам сега може една селфи. Ти си извинили. Да, си извини. Добро. Видя дека значи греши. Па ти не можеш со сите да пиеш кафе и ја... Така се Да им се погоди, извинуваш, така дека да она, се да, Ќе сакаш. кари ќе добие се на. Денес сутра да ти покажам каква сум. Значи си била битна, затоа правила муабет за тебе. Точно така. Се И јас враќаме на мислам, муабетот. Да. Значи, да си битен, така? Исто имам прашање, дали не постојат луѓе кои што се склони кон озборување, кон оговарање, исто и таму, нели, правиш слика, никој не зборува за тој човек, иако, нели, си го фатил и во непријатна поза и така натаму. Или ќе напишеш наслов, некој па не привлекува и не привлекува внимание. Нора, пошто си долго време, нели, како во новинарството, значи се случува такво нешто, нели, некој не привлекува внимание. Да, ама тој некој ќе направи се Така? за да привлече внимание и да биде озборуван и знаеш како озборувањето кај одредени луѓе е и патологија. Знаеш, Да ми прават- тоа е апсолутно, тоа е патологија. Просто па ќе кажам како што кажав пред малку, му станува душевна храна. За да биде Од- озборуван. Апсолутно, или да озборува. Внимание, значи можеме. Апсолутно. Да привлече внимание врз себе, дали за себе ќе зборува или ќе зборува за некој друг, значи веќе кај некои луѓе тоа е патологија. И таа патологија веќе после Испадна преминува озборувањето болест. Може ли да се третира како болест? Чекај да прашам, да каже јас сум болен. Не е до- доктор адвоката човекот. Да, али Да си прашам да не рече. Снеже. Абе, имам доказ дека боледувам од озборување, односно од плакнање уста Да. со други Не, луѓе. ова со оговарање Кажи. баш интересна работа кај јавните личности, особено Ајде. во последно време многу присутно сум приметил кои што сакаат да станат уште популарни од претходно, па намерно оговараат популарни јавни личности за да се доближат до публиката на ликот што го оговараат. И тоа е вид пиар трик. И да има подавање Па на топка, нели? Да. И за А да се потоа пишува. другиот ќе одговори на првиот, ќе го оговара, па тој неговата публика да ја привлече. Кој е тој што си го оговарал? А На тој намерно начин се имаат тужат ли? синергија уствари, и тоа е вид пиар трик за привлекување повеќе публика. А намерно се тужат ли меѓусебно? Ќе ти пратам тужба, па ќе се договорат Па јас не сум имал таков случај, а и додуше и јавни личности, зборам јавни личности од естрадата, Така? актери, глумци, многу ретко се тужат. Ретко се Повише тужат се- меѓусебно или ретко тужат, наречеме, новинари или... Воопшто ретко се јавиле опозиција да бидат тужители или тужени, најчесто се тоа новинари или политичари. Тие се најчисти случаи. А- Може би пошто тие се на тапет на јавноста, постојано медиумите нив ги анализираат, ги озборуваат, не ги озборуваат, едноставно шират содржина која што може би нив не им се допаѓа или мислат дека таа не е А вистината, колку па сега може да се заработи ако добиеш некој на суд? Па Да тоа е прашам дали интересно. се исплати да Баш тужам тоа е некој. интересно на почетокот кога почнува примена законот за граѓанска одговорност, кога се Така. декриминираше од кривично граѓанско и немаше формирана пракса се уште колкави ќе бидат износите. Така. И први што се тужеа беа повторно политичари. Добро. Политичари со новинари. Јас бев еден меѓу тие адвокати кои што бев учесник директно у тие први Го доби случаи. случајот. Бев на страната на тужените Добро. против тогашната власт. Случајот го доби тој што тужеше, меѓутоа бараше сума баснословна. Такви суми се бара и на почетокот и од другите први случаи што беа, се до судија, меѓутоа понатаму се испокажа дека тие се преголеми. Меѓутоа, перцепцијата кај јавноста беше дека во ред ако тужиме, ако некој на клевет или на навреди, ќе се збогатиме. Е, така. А целта кај тужбите за клевет и навреда не е да се збогатиш, не е на целта да има комерцијализација, туку да имаш сатисфакција, морална. Зависи кој како го И гледа. кога разбраа дека они се не можат да добијат високи суми на томесна штета, сите најнаш им стана небитно чест и угледот. Значи Како- колку е сега сумата? Нешто илјадарче евра? Може да се движи во рамки во зависност од имотната состојба на тој што клеветел. Нормално, дали се извинил, дали демантирал, меѓутоа од прилика околу 500 евра, може би преку 500 сила до евра? 1000 евра.
Ништо не се исплати да тужи. Да. Нека ме оговараат. Нека ме оговараат, заклучивме. Значи не е толку битна чести угледот. Престо се соберат тие. муабетот. Вика не е битна толку чести угледот. Значи чести угледот 500 евра. Ма бега и нека ме оговараат. Јас Што не добивам пари, не ми треба да тужаме. Слушај што вика од маму од там. Ти нели тој кој да, до 3-4 докажам дека не е места, така. Да. А не ми целта да се богатам. Така. Да се доврзам на муабетот Ајде. на адвокатот, многу пати снимале ситуации ќе се јави пејач, речи дај нешто да измисли некој трач, нешто да сликаме разголена, као случајно у вода, нешто, она се капам, само да ме оговарат, да ме има. А ти плаќаат за тоа? Па не, Како не? па не. Него зашто го правиш за Ма. љубов? Не за ја зголемуваш кариерата за? Лаже го плаќале, не смее да каже. Не, доста време работев за љубов, после видов дека од љубов не се живее. И Па го onda сменив почна да се система, бавиш со... Да. После почна да снимам спотови, музички реклами, да снимам за фирми, рекол да мање љубов, више бизнис и така. Вие сте си смислиле некој трач или сте сакале намерно да ве оговараат? Мислам, но ти имаш и Мене премногу. ми текна, Ајде. кога спомна за свет, тогаш беше Дуле Мичич. Дуле Мичич. Дуле Мичич е легенда био и остаче. Така е. Дуле мене ми изведи муабет дека сум била девојка на Здравко Човеч. Вау, па тоа е чест. Добар муабет ви извадил. Како? Па како? Ја му викам, човеш, дали мислиш дека ме врегаш со ова? Не. Фантастично. Фала ти. Добро. Мисли многу боле. Да. Добро е, Да, добро е. и се упознавме со Чолич на некакво снимање и викам, јас сум таа. Јас сум ти Девојката. девојка. Јас сум ти- Пошто тоа стигнало и до, нели имаше македонска, српска верзија, па Да, таму да, некои да, као да, побитни моменти и у Србија ида. Викам, ја да не беше ти и Дуле, а Дуле веројатно тој момент сакаше нешто да. Бившата на Здравко Човеч. Значи сум била и девојка на Здравко Дуле беше Чолич. доктор да измисли така некоја приказна и Ќе ни биде гостин Дуле, да. И него требаше да го викнеш. Да, Требаше, да, Него да. требаше, онда ние сите ќе ќутавме, ќе слушавме. Затоа што Дуле единствен гостин треба да биде, пошто од него не можеме да дојдеме има- на ред да он е зборуваме. пун Агнеса, ти си слушнала ли некој трач кој што не е вистина, ама така ти е наполнил душичката? Кажи. Нели во после значи вако период премногу сум медиумски експонирана, пишувана и имаше од некои си јавни личности дека еве ова плаќа да ја пишуваат, не знам што говора. И си викам, окей, фала, ама викам зошто, значи не е причината во мене, причината во тебе. Јас од ништо правам нешто. Познато ще викам од непознати причини. Зошто? Значи нека се запраша на самата, така. Пејачка е, нели, глумица или значи мора да смени нешто. Али све што викам до звездата на човекот реално. Добро, значи имаш муабет кој што баш ти одговарал некој? Или Па, ти ете- одговара кога те зборуваат? Ми прија реално, ми прија. И јас со тоа си имам мој фидбек, не, се полни, нели, Инстаграм, джепчето. Ете, си доаѓаат фоловерси. Како ме заработувате од Еве, нека каже договарање? Агнеса како заработува. Си пушташ трач, ти доаѓаат фоловерси и после си наплаќаш. Така ли? Ајде. Не, Еве, не. Агнеса ќе каже, ајде кажи. Не, Агнеса е чудо од жена. А да? Да, он ме познава. Она стално има нешто ново да ја оговара. Не знам, као расадник, само нешто ново ти излегува, Од само ти ништо излегува нешто. ново нешто. Од ништо, а ништо не правам, најсериозно. Сега пример може јас? Ака, сега пример сите оговарат како она толку ослабила. Зошто она ослабила? Кога беше убава, кога беше пополничка. Сега не треба да ослаби, не ме. Проблем. Тракобев, имаше толку Тракобев, нели покрупна, дебела си, ваква си, онаква, види нозеве, вака, онака и сега пример, нели, си дојде, степен, сакам да сум слаба, јас си слабам, на што личиш, ти колку пораки имав. Како логор да си скочена, жголја, ваква, онака, викам, види ги, викам, значи. Тоа веќе не е оговарање, тоа е тоа што Болест. кажа Вреска, тоа е Болест. А како ослаба? вреđење. Со нејадење срце. Со не јадеш. Јас ја прашал лифтот преге, отимам Да, стома како да оставам, вика да не јадиш, рекол не може. Да не јадеш. Тоа не може. Ви благодарам многу, ќе побарам джингл па ќе продолжиме. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме, сега е време да одговорите на прашањата кои што ги мачат нашите гледачи, а е во врска со оваа тема, значи озборување. Вака, од страна слушам секакви муабети за мојот партнер, а тој со мене се однесува совршено. Како да испитам дали има вистина во тие трач муабети, прашува една Јана. Агнеса? Сега тука ти кажам стварно не знам за со.
Значи, од страна кога слушаш муавети за твојот партнер, он си е совршен со тебе. Па значи е совршен со мене. Зошто значи да не испитува? Зошто да се замара, да. Нема потреба да троши и време, и енергија и нека се гледа децата дома. Така ли, добро. Па некој е совршен со неа, онда што се бави со тие кои што ги слушаат. Да. Така да. И она не е на чисто. Ова што ги прави, што го поставува прашањето, не е на чисто и она. Мувата си. Мислам дека со себе не е на чисто. Така да. Ја немам ништо слушнато, мајке. Озбилно, мајке, немам ништо. И немам никош на таа тема размислувано, да ви кажам. Он па си се брани таму кај жена му. Ма не, стварно, човече, немам слушнато, ни еден муавет. Они се прави, не слуша. Добро. Сем кога ќе ме сретнат, кречат колку ти убава жена ти, колку е згодна. гледаш. Мајке ми озбилно. Да, бе, стварно немам слушано ништо, некој да ми рече, набираш жената ваква ти ето. То може изборуваат нека, ама пред мене немаат храброст да кажат, ме сеќаш. Зошто да немаат храброст да кажат пред тебе дека ти убава жената, Па не мислам дека разбирам. сум лош, не знам. А не, за убава ми кажуваат, него нешто лошо, например, ако има, јас не сум слушнал, ако има нешто, например, не ми кажал некој, може да има храброст да каже. Оти боцкаш од страна. Да. Тоа е хайлайтот на емисијата. Многу во темата. Не ми е пријатно од адвокатот зато. Од адвокатот е битно мислење. Слободно. Не, јас би игнорирал целосно, меѓутоа знаете како ако нешто постојано се повторува и постојано прашува или кажуваат не еден, не друг, трет повеќе луѓе, тогаш веќе можеби и ти сам ќе се запрашаш. Така да си Меѓутоа, провери за секој случај. Во овој случај како што е прашање на гледачката, дефинитивно би го игнорирал тоа. Добро, окей. Како да му се одмаздам на колегата што шири лаги и невистини за мене во фирма? Прашува еден Тони. Таму? Како да му се Ајде. ова? Како да му се одмаздиме? Агнеса, не знам, она има, она е у процес. Јас сум бесна. Она е у процес, ја не се бавам со Не се одмаздила? Добро. овој горе суди. Ја не сум судија, не сум одмазник. Овој горе има Ако го кој да. собераш, како собераш? Не. Не собирам ништо. Ништо. Нема место за такви, за негативни моменти. Апсолутно. Значи, советуваш да не се одмаздиш, Ма само игнор. да ставиш на игнор. Агнеса, ти што советуваш од маздата? Или не? Сладка е, ама што вика Нора, да се спуштиме на земја малку. Да. Добро. Значи, советуваш да Господ. Господ да го Заедно повикаме со на нас, помош. така е. Добро. Што вика сопругата? И она не вика ништо. Господ го Пеколот, слушај, пеколот. она не вика, не баш он би рекла упекол со него, разбираш? Со Господ не ме разговарал на таа тема, а јас викам да му го преземам проектот некој добар, ја да му го земам. Онда него работи, јас да го снимаме, разбираш? Добро. Да. Значи, во овој случај да не оди се одмазда. Како да не оди? Да си одмазда, да си се одмазда. Ќе му земам проектот, ќе му се одмазнам. Така, добро. Како да? Од маздата се сервира ладна ли, господин адвокат? Ја би го игнорирал. Све Но ако игнорира. му е, ако зачести, тужба. Тужба. Добро. Не му би го Ти тужба. кажеш одма тужба, одма тоа да се... Не. Па нема види оно што би живееле, така? Нели? Па затоа прашувам. Многу јасно. Не, се водиме од принципи. Не мора секогаш сам на себе да си правам предмети. Добро да си отвара предмети, добро. Сега го зборавме ова прашање, меѓутоа вака е поставено. Како да реагирам кога пред мене озборуваат некој кој јас го знам, а тие не знаат дека го знам? Сакам искрено да чујам што мислат за него, нели, ама па ако почнам да зборам, ќе престанат да го озборуваат. Како да реагира? Ивана? Никако незгодна ситуација, имал така една ситуација. Значи да си ќутам за да слушнам па да му пренесам или да се умешам па да кажам чекај малце. Никако не си. Имав ситуација, например, еден поише сме другари, едниот другар за еден мој пријател оговара за супругата негова и сега како да му кажам? Никако не си. Ни на една страна. Не разбираш? Ни овој да го сечиш, ни него да му кажеш и ќе си ќутиш, ќе седиш мирен. Што да правиш? Нора? Јас Па би не и слушала што има да кажат и после ќе кажам дека го знам тој. Видиш, и после они нека му ја мислат. Така, Агнеса? Оти види, не знаеш зошто е тој оговаран. Така, Или, така. Така. Значи нема, ако станам, не знам што било, а може ќе дојде до нив дека сум била присутна. Вака, ги оставаш, да видиш што ќе кажат, да слушнеш, односно што ќе кажат. А ако ти речат, И онда- еј, супер, ама те молам, немој да му кажеш? Криси А сега. јас да, крив си секако, ама ќе проценам
на вистина дали тој муабет закажување или не и колку може да наштети. Ти можеш одма да видиш од старт дали тоа ќе наштети или нема да наштети. А и зависи колку е тежок муабетот, што се кажува. За Апсолутно. тешки муабети се работи. Предпоставив јас дека е тоа, мај. Агнеса? Јас па се си кажувам. И да почна да зборува, ти викаш ја го знам. Да. И И ништо толку. На пола ќе ги остави. Се придружи на муабетот. Ќе ги остави на... Да. Слушај, ќе ги остави на пола. Ќе му се придружи. она што вика ги знам, стварно е така. Стварно е така. Ајде уште адвокатот да го слушнам на ова. Мислам, ако се Ако се работи... двајца, ајде вака Ако сега. ми е некој многу пластично. близок. Двајца адвокати седат. Ти доаѓаш и озборуваат трет адвокат. Ке ги дослушаш што зборуваат или ке ги прекинеш, ако го знаеш твојот адвокат? Зависи за што разговараат. Дали е позитивна критика, дали Негативно. е негативно. Кој е Некој имаш негативно? Валерка еве например. Аз се работам Колешка. с Ако ми е близо Јас само пријател, го би кажам. му кажал и би ги прекинал. Би ги прекинал, нема да ги Прекинал и би се дослушаш. вмешал. Не би се вмешал. А нема да дослушаш што кажуваат, па после да кажеш, знаеш, а вие те го Па веќе зборуваат. кажален или негативно. Добро, ако е Многу позитивно. сме на иста линија. Така со адвокатот? Е, па добро. Ептен. А ако зборуваат позитивно, а ти сакаш ќе им го срушиш снешкото или не? Не, ако зборуваат позитивно, само ќе му пренесам на пријателот на колегата евентуално да знае како е мислењето за него од останатите колеги или клиенти или кој да е. Ама зборуваат они позитивно, ама ти знаеш дека не го бива човек. Ако ми е близок пријател, не би се вмешал, нека си живеат у бајката. А, добро. Зашо Многу запињаш кај дипломатски човеков одговор. највеќе? Затоа што е адвокат, Ама шо, па морам да го Шо мислиш дека поише ќе ти кажа? затоа што они така запдуваат. Сакав малку да бидам у кожата на адвокатот, затоа го Ќе се седна до види, мене. не си ти на суд, ќе видиш Или како. леве рече, ќе се видиме на суд, ќе видиш ти како, ама да ме браниш. Молим те да не сме да сме на истата страна, може ли? Зависи од тебе. Леле. Не, исто се фаќа, ќе одидат парите и така и така. Кај, дај 500 евра. И исто ти се фаќа, така да не се сегира. На крајот јас имам подароци за вас од нашите драги пријатели. Значи Меркур секогаш имаат одлични подароци за вас. Тие се нашите генерални покровители. Значи, еве имате нешто за муабет, да си седнете. Оваа даска може да се примени и за сервирање и за други работи. Посебно кога стане збор за трач муабети. Добро. Еве, дали ова подкуп адвокате? Ај ќе го сметам како за награда. Како подарок, добро. Имате Нема вредност голема, не треба да го пријавува, иначе... Не сме. Кога има конкретна вредност. Витамини, Боре па ќе кажат. витамини и минерали, магнезиумот викаат дека е многу корисен, посебно кога ќе треба малце да се смирите. Повели. Сега имам една паста која што чисти се, викаат дека не чисти гревови. Пробајте, па ќе видите како функционира. И образ изгледа нечисти. И образ нечисти, и тука си во право, да. За вас дамите имам ваучери од Ферти клиниката, гинеколошка клиника. Имате бесплатно ехо овој пат, во овој месец, значи 20% можете да ги искористите ваучерите, ќе ги добиете. Исто така морам да ги поздравам и Вега кои што се грижат за мојата насмевка, може да се грижат и за вашата, и тука ги поздравувам и Hyper Men и Hyper Lady, кои што се терапевтска крема за намалено либидо кај мажи и кај жени. Убавина и здравје, не заборавајте да си купите и овој месец. Тоа беше се од моите драги пријатели. Вас, драги гледачи, ве поздравувам. Не заборавајте да не следите на социјалните мрежи. Значи, епизодата ќе биде поставена веќе следниот ден на YouTube. Не имате на Facebook, не имате на Instagram, не имате и на TikTok. Слободно зборувајте. Не. Поздрав! Не заборавајте да кликнете subscribe и не заборавајте да го кликнете звончето за секогаш кога имаме нова содржина да добиете известување.